Почитувани гледачи, време е за вестите на телевизија Здравкин. Јас сум Габриела Лескова, ова се настаните на денот. Успешно е реализиран годишниот план за крводарување. Кои протоколи треба да се почитуваат доколку подигнувате книга од библиотека? Владата одлучи забранети се концерти, а гостителските објекти се ограничени на маса до 4 лица. Започнуваме со настаните кои што го одбележаа викендот. 4 нови случаи, 7 оздравени велешани, бележи Министерството за здравство на територијата на Велес и Велешко во текот на изминатиот викенд, односно во време трењето на деновите 3 и 4 октомври. Меѓутоа, големите бројки на ниво на целата држава ги потресе граѓаните. Надлежните апелираат строго почитување на мерките за заштита од коронавирусот. Купно 4 нови случаи, 7 оздравени за 2 дена бележи Министерството за здравство на територијата на Велес и Велешко во текот на деновите 3 и 4 октомври. Но во текот на изминатиот викенд е регистриран висок скок на нови случаи на COVID-19 на ниво на целата држава, при што министерот за здравство доктор Венко Филипче на 3 октомври ја свика Комисијата за заразни болести со цел анализа на ситуацијата поради зголемениот број на нови случаи. По состанокот беше донесен заклучок да се следи епидемиолошката слика и во наредните денови, па во согласност на истата ќе се донесат поригорозни мерки доколку е потребно. Надлежните строго посочуваат почитување на така наречените меки мерки за заштита од коронавирусот. Тие се носењето маска, држењето дистанца од 2 метри и често миење на рацете. Надлежните исто потсетуваат дека се спремаат и болничките капацитети низ целата држава со цел да се справат со најавениот есенски бран на вирусот, за кој што е предвидено да донесе црно ковид сценарио. Од настаните кои го одбележаа викендот, одвојуваме и 2 сообраќајни несреќи во кои што настрадаа повеќе лица. СВР Велес изврши увид на местото на настаните. Вчера на 4 октомври во доцните вечерни часови воз минуваше без пуштени рампи на пругата после мостот Гемиџии. Надлежните ги предупредија пешаците и корисниците на превозни средства да бидат екстремно внимателни во овој дел од градот. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски на 3 октомври дојде во посета на градот Велес со цел да реализира работна средба со градоначалникот Аце Коцевски, но и да изврши увид на градежните работи на слечиштето Цуцка. Истото е во финална фаза и неговата санација ќе заврши за 7 дена. За овој проект се вложени 62 милиони денари. Првата официјална посета на министерот за транспорт и врски Благој Бочварски на општина Велес, заедно со градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски, беше реализирана на 3 октомври. Тие направија увид на градежните работи на слечиштето Цуцка. Сега се наоѓаме на регионалниот пат Велес Градско, каде што се врши една голема санација на оваа карпа овде, поради сериозните одрони и проблеми кои што ги правеше на овој регионален пат и опасноста по животот на граѓаните, кои што најчесто го користат овој дел од патот, но и пругата која што е во непосредна близина. Мило ми е што сме овде повторно, ова е многу важен проект. Жал ми е што почнавме доцна, меѓутоа како велат старите, нека е забавено, но да не е заборавено. Како што рече министерот, инвестицијата е повеќе од 1 милион евра. Доколку требаше ние сами да го решаваме овој проблем, никогаш не можеше да ги обезвредиме тие средства, затоа што ние вкупно толку годишно имаме за сите инвестиции капитални од буџетот во градот. Ова е финалната фаза на градежните работи кои ќе бидат завршени оваа недела и комплетно ќе заврши санацијата на слечиштето пред истекот на рокот за изведба. Како што информираше градоначалникот, остануваат само уште неколку работи до целосно завршување. Да го исчистат шутот, да ги постават триголите, рабниците и да ја асфалтираат оваа делница.
Успешно е реализиран годишниот план за крводарување. Дарувани се повеќе од предвидените 1861 единица крв. Според секретарот на Црвениот крст при општинска организација Велес Орце Николовски, велешани се многу хумани луѓе кои што безсебично даруваат крв и во време на пандемија од коронавирусот. Како потсетување, од сега може да се дарува крв само во деновите понеделник и четврток. Заклучно со месец август го надфрливме годишниот план за крводарување, односно оние 1861 единица што се предвидени во текот на годината успешно се собрани. Ова за нашата телевизија го изјави секретарот на Црвениот крст при општинска организација Велес Орце Николовски. Морам вака јавно да ги пофалам сите вработени во одделението за трансфузиологија при општата болница од Велес, значи зборувам за сите доктори, за сите медицински сестри, за сите лаборанти и цел останат персонал кој што е таму во службата горе, бидејќи они се можам да кажем едни од најпрофесионалните и најдобро обучените луѓе во делот на крводарителството и секако имаат голем придонес за развој на крводарителството пред се во Велес и Велешко. Исто така морам да дадам едно големо признание и за крводарителите кои што во период на пандемија, еве како што можете да слушате, го исполнија годишниот план. Во период на пандемија од коронавирус се променети плановите во однос на организирањето на крводарителските акции. Во нормални услови во годишниот интегрален план се предвидени од 26 до 28 крводарителски акции. Оваа година многу од оние планирани акции пред се во училиштата и во некои работни организации се откажани. Дел од оние планирани крводарителски акции се одложени, па наместо во период кога беше најпикот на пандемијата се одржуваат сега, така да годинава очекуваме да одржиме помалку крводарителски акции. Имавме и 3 вонредни крводарителски акции кои што не беа планирани со тој годишен интегрален план. Како и да е, ние сме досега задоволни. Инаку од 1 октомври крводарителите од Велес може да даруваат крв само во деновите понеделник и четврток. Кои протоколи и мерки треба да се почитуваат доколку подигнувате книга од библиотеката? Разговараме со ВД директорката на локалната библиотека Гоце Делчев во Велес, Гордана Васковска, која што ги открива деталите. Библиотеката по пауза 14 дена на 30 септември започна повторно со работа. Поради пандемијата од коронавирусот, како и сите други објекти, така и библиотеката Гоце Делчев во Велес работи според посебни протоколи и мерки. Меѓутоа, протоколите треба да бидат почитувани како од страна на вработените, така и од страна на посетителите кои што сакаат да си подигнат книга. Во работењето на библиотеката и досега и понатаму ќе се почитуваат процедурите кои ги донесе владата на Република Македонија за користење на средства за дезинфекција, за користење на книгите, значи библиотечниот материјал што влева и излева од библиотеката, според процедурите за работа со библиотечен материјал е во карантин 72 часа. Директорката Васковска потенцираше дека граѓаните треба да се чувствуваат безбедно доколку сакаат да ја посетат библиотеката и да подигнат книга. Значи воопшто да не се чувствуваат исплашени граѓаните, сите постапки и процедури во работењето на библиотеката се почитувани, а тоа покаже и резултатот дека лицата користеле маски, дезинфекциони средства, почитувале растојание со читатели меѓу себе. Со заштитна респираторна маска и со дезинфекција на рацете при влезот на библиотеката нема никаква опасност од ширење на заразата со COVID-19, додаде директорката Васковска. Продолжуваме со вестите од Македонија. Министерот за здравство доктор Венко Филипче во изјава за медиумите потенцираше дека има сериозна бројка на граѓани кои што не ги почитуваат мерките за заштита од коронавирусот. Тие ќе надоведат до огромен број на заболени, а можни се и посилни рестриктивни мерки. Тој апелира до сите граѓани да носат маски и да држат растојание од 2 метри. Има една група, сериозна група на граѓани кои што навистина ги почитува протоколите и мерките. Меѓутоа исто така, сериозно голем број на граѓани кои што истите не ги почитуваат. Некако како да се релаксира луѓето. Точно е дека ние ќе живееме со вирусот и до крај на годинава, веројатно и цела 2021 година. Меѓутоа зависи од сите нас. Ниту здравствените,
работници во здравствениот систем може ова сам да го изменаџира. Мора луѓето, граѓаните да се свесни дека најдобра превенција е носењето на маска. Тоа е универзална препорака во сите земји во светот. Немаме ново диагностициран случај таму кај што се почитувале превентивните мерки. Може да се доведе во ситуација да има огромен број на заболени, можно е да препорачуваме и посилни рестриктивни мерки, меѓутоа исто така сето тоа ќе го избегнеме ако се придржуваме до превенцијата. Апелирам да се носат маски, да се одржува физички дистанца. Од денеска владата одлучи забранети се концертите, гостувањето на пејачи, музичките групи и диџеи во угостителските објекти. На маса е дозволено седење на максимум 4 лица. Се ограничува максималното ниво на бучава во угостителските објекти на 55 децибели. Надлежните известуваат дека ќе следат епидемиолошката слика, па согласно истата ќе донесат заклучоци дали е потребно вметнување и на построги рестриктивни мерки. На вчерашната седница владата ги прифати предлозите на Комисијата за заразни болести, кои што се донесени поради големиот број на нови случаи кои што е зафатија територијата на нашата држава изминатиот викенд. Владата ги донесе следните мерки во насока на намалување и спречување на коронавирусот. Веќе не е дозволено гостување на пејачи, музички групи, диџеи во угостителските објекти, кои што послужуваат пијалоци и храна, вклучително и во ресторанскиот дел на угостителските објекти за сместување, како што се хотелите и мотелите. Се ограничува максималното ниво на бучава во угостителските објекти на 55 децибели. Во угостителските објекти и кафетериите се ограничува дозволениот максимален број на лица на една маса на 4 лица. Не е дозволено послужување на гости на стоење на шанк. Министерот за здравство доктор Венко Филипче ја информираше јавноста дека ќе следат епидемиолошката слика, па согласно истата ќе се донесуваат мерки. Моментално не стапуваат на сила мерките носење на маска на отворено и ограничување на маса до 2 лица. Инаку владата го прифати и укажувањето на Комисијата на потребата од строго почитување на забраната за работа на ноќни барови и дискотеки и потребата од преземање на ригорозни мерки од страна на надлежните институции во случај на прекршување на забраната. Американскиот председател Доналд Трамп ја напушти болницата во која што е хоспитализиран поради коронавирусот. Последните 2 дена во Африка се потврдени 16.000 ново заболени лица со COVID-19. Поплави во Франција и Италија. Телото на француски пастир е пронајдено во реката Роја. Време е за свето денеска. Американскиот председател Доналд Трамп вчера накратко беше излезен надвор од војната болница Валтер Рид, каде беше хоспитализиран поради коронавирус. Трамп беше во едно од возилата и со маска на лицето и мафташе на своите гласачи и фанови. Тоа е изненадување што тој го објави во видео на Твитер. Го објави 15 на минути пред да ја напушти болницата. По ова кратко патување Трамп се врати во истата. Председателот Доналд Трамп тргна во кратко возење да ги поздрави своите приврзаници пред болницата и сега се врати во председателскиот апартман во болницата Валтер Рид, соопшти од секторот за односи со јавноста на Белата куќа, нешто пред полнок по европско време. Последните 2 дена во Африка се потврдени 16.000 заболени лица со COVID-19, со кои вкупниот број на позитивни случаи на континентот е над 1,5 милион, соопшти Светската здравствена организација. Од почетокот на пандемијата во Африка се регистрирани 36.000 смртни случаи, само во последното деноноќие 234, пренесува агенцијата ТАС, а како оздравени досега се запишани 1,2 милиони пациенти. Најголем број на инфицирани и починати има во Јужна Африка, во Египет, во Нигерија и во Гана.
Телото на француски пастир кој се водел како исчезнат во областа на француско-италијанската граница, сериозно погодено од невремето, беше пронајдено во реката Роја, соопштија вчера италијанските пожарникари и цивилната заштита. Пронајдено е безживотното тело на пастирот од француската националност, чие исчезнување беше пријавено вчера во близина на преминот Тенде, напишаа пожарникарите на својот профил на Твитер. Според цивилната заштита, телото беше извлечено од реката Роја. Ова беа последните информации за денеска. Останете со програмата на телевизија Здравкин. Имајте пријатна вечер.